прагот од новата година се ситнат нашите утрински дружби. Евене во предпоследната за годинава. И за неа одбрав интересен гостин. Во фокусот ни се евроинтеграциите. Тој работи со многу посветеност, подготвеност, образованост и стручност во процесот кој не е ниту лесен, ниту едноставен. Добро утро, овој понеделник му посакувам на државниот советник во секретаријатот за европски прашања Драган Тилев. Господин Тилев, како е овој понеделник? Пошто тој се разликува од останатите? Добро утро и од мене и благодарам на убавите воведни зборови. Утро, како и секое друго утро, работата си е веќе долго време иста, би рекол. Меѓутоа иста е во однос на целта и во однос на евроинтеграцијските перспективи на државата, но всушност секој ден е различен, затоа што секој ден носи нови предизвици. Јас ова го работам целата моја професионална кариера и никогаш не сум зажалил затоа што сум се посветил и професионално на овој процес, затоа што сметам дека овој процес е од не само од судбинска, историска, туку и стратешка важност не за мене, затоа за сите оние кои што живеат во нашава држава, пред нас и идните генерации. Сепак евроинтеграцијскиот процес долго трае, меѓутоа се надевам дека ефектите ќе можат да ги почувствуваат генерациите по нас. Дали крајот на годината ќе ни донесе радост или разочарување? Колку можеме да бидеме задоволни од македонските евроинтеграции во годинава која изминува? Радост или разочарување, кога би правил попис во целата моја кариера на сите моменти кои донеле радост или на сите разочарувања, листата би била многу долга. Па така и оваа година беше со некои ups and downs, што би се рекло, односно убави моменти кога ги започнавме пристапните преговори, меѓутоа и моменти кои беа оптоварени со или глобални или внатрешни случувања кои што го оптоваруваат и нашето секојдневие и нашиот живот. Еве ќе ја спомнам војната во Украина, односно агресијата на Русија кон Украина, што дефинитивно е промени личната карта на Европа и дефинитивно го промени целокупното наше живење и веројатно ќе има силно влијание и на нашата перспектива и како регион и како држава, меѓутоа и евроинтегративните перспективи, што честопати велиме, никогаш ништо после 24 февруари нема да биде исто и навистина не е исто и не очекувам дека до крајот на оваа година, ниту пак наредната година, битно ќе се промени тој момент. Велам, имаше и убави и лоши моменти, меѓутоа убавите моменти се дека после долго време конечно се случи и владината конференција на 19 јули и започнаа пристапните преговори. Има ли простор за оптимизам во годината, односно годините што доаѓаат, ако се знае дека отворање реални преговори без уставни промени нема? Тоа е товарот на нашето општество и голем политички предизвик. Па со години наназад ние се судираме со такви предизвици и секогаш и покрај сета скепца со која што бевме прелејани, на некој начин секогаш успевавме да најдеме излез од лавиринтот, што би се рекло, и сигурен сум дека и овој пат ќе надвладе и превладе и разумот и интересот државен и дека излезот овој лавиринт ќе најдеме. Тоа значи дека ако го најдеме излезот од лавиринтот и продолжиме понатаму со процесот, онака како што во нормални услови би требало процесот да се одвива, мислам на пристапните преговори, на скрининг процесот и така натаму, тогаш може да очекуваме дека и некои посветли, поубави моменти ќе ни се случат наредната година, во очекување дека скрининг процесот ќе заврши негде ноември 2023 година, значи при крајот на следната година, доколку успееме да го најдеме патот или излезот од лавиринтот или уставните измени, тогаш би можеле да очекуваме и отварање на првиот кластер, фундаментите или темелите до крајот на следната година. Со тоа би се отворил широко, би рекол,
и понатаму прозорот, вратата, патот кон полноправно членство во Европската Унија. Тоа нема да се случи за една година, нема да се случи за 2 години, но колку брзо ќе се продолжи понатаму во процесот на евроинтеграција, доколку велам до крајот на наредната година, односно 23 година, 2023 година го отвориме првиот кластер фундаменти, тоа ќе зависи пред се од нас. Евроинтеграциите со децении се во нашиот фокус. Се согласуваме дека не се нималку лесни, еднострани, едноставни. Тешко се усогласуваат интересите, барањата, очекувањата на 27-те членки. Така да и во наредните години ќе бидат во нашиот фокус. Но државен советник во секретаријатот за европски прашања, кој е Драган Тилев надвор од секретаријатот за европски прашања? Тоа е интересно прашање. Обично одговарам на прашања кои што се поврзани само со мојата професионална кариера. Јас сум обичен, едноставен човек, фамилијарен, во слободното време сум татко и дедо на 2 прекрасни ќерки, на 3 внуци, кои досега ги имам. Се надевам дека ќе имам уште повеќе. Имам свој круг на пријатели со кои што ги поменуваме обично викендите и заедно славиме празници, рокендени, крштевки, пред некои дени и така натаму. Тоа е еден обичен живот кој што за мене многу значи, бидејќи да бидете релаксиран и ослободен кога сте дома, тоа значи дека сте во убава средина. Сум растал во убава средина од аспект на тоа дека сум имал секогаш стабилно семејство и пријатели кои што ми го правиле секој ден поубав. Дали од тука може би ја црпите енергијата за денот пред вас, за агендата што следува? Па да, токму тоа е. Кога имате мир и една релаксирана атмосфера дома и во околината, тогаш се е полесно. Дали сте се нашле некогаш во ситуација да кажете сега ми е доста од се? Дали некогаш ве повеле емоции кога ирационалното го надвладува логичното? Па на професионален план, дури може да кажам и вака малку хумористично, дека да, во текот на денот неколку пати ми доаѓа да кажам, па доста ми е од се, меѓутоа никогаш тој момент и тие емоции не ме надвладеале. Секогаш сум се враќал назад и сум си го велат, кога ќе се изгубиш во шумата, врати се на почетокот за да можеш да го најдеш патот низ шумата, така да јас секогаш се враќам еден чекор назад, се обидувам да размислам 2 пати, 3 пати, што е тоа што ме спречува да ги реализирам моите цели и секогаш се обидувам да ја донесам вистинската одлука, штом сум се уште после повеќе од 3 децении во администрацијата и повеќе од 2,5 децении во овој процес. Тоа значи дека овој процес се уште ме привлекува и ми предизвика. Има некој совет што некој ви го дал, на кој со драго срце се навраќате? Па, всушност и има. На почетокот на мојата кариера имав еден многу умен раководител кој ми даде совет првите денови од мојата кариера и рече немој никогаш да ти помине денот без да научиш нешто ново. Говорам на професионален план и јас тоа навистина го практикувам. Не поминува ден, а да не отворам нешто ново, да прочитам нешто ново и да се обидам да научам нешто ново во мојата професионална тема, односно тоа што го работам. И тоа на некој начин ме исполнува. Така да тој совет го давам и на моите помлади колеги секогаш кога имам прилика тоа да го направам. Што е ваше секојдневие? Како изгледа еден ваш ден? Како стартува денот за вас? Тоа е... Јас сум, како што реков, многу обичен, рутиниран дури. Обично првото кафе не го пијам дома, немам време за тоа. Многу пијам на работа задолжително и морам да кажам дека
во ова институција имаме изворени колешки кои што од Сабајле, мислам кафетерија, која што од Сабајле прави прекрасно кафе, така да кога почнувам секогаш денот со тоа убаво кафе, мирисот на кафето ми дава малку повеќе вака енергија, ентузијазам, за да можам да се впуштам во читање на мейлови и подготовка за состаноците кои во текот на денот следат. Животот е маратон, некои трки се особено возбудливи, некои се тешки и неиздржливи, но едно е важно, да не се престане да се трча, да се оди натаму. Затоа посакувам со многу позитивна енергија, како и досега, сите да продолжиме натаму и да стигнеме до целта, она од што велиме дека нема алтернатива, тоа се европските интеграции. Господине Тилев, благодарам што ова утро бевте гостин на Македонија на утро. Благодарам и вам.